Странските инвеститори ја заобиколуваат Македонија. За разлика од нас и во време на корона кризата, останатите држави од регионот се атрактивни за вложување за најголемите корпорации од странство. Една од нив, јапонската компанија Nidec, одлучи да инвестира близу 2 милиарди евра во фабрика во соседна Србија. Корпорацијата која се обидува да го прошири производството во Европа, ја избра Србија за следна дестинација за изградба на капацитет за производство на мотори за автомобили на електрична енергија. Nidec веќе планира да го стартува производството во Франција и Полска, но планира фабриката во Србија да биде еден од најголемите производствени центри на компанијата во Европа. До 2023 година во Србија треба да се произведуваат 300.000 мотори на годишно ниво. И додека Србија полека станува лидер на Балканот во привлекување странски инвеститори, Македонија губи. Новата влада за неполн месец раскина 2 договори со странски компании. Првиот со германската компанија Кеслер, која во Бунарџик најавуваше 150 работни места на високо образовани кадри. Договорот со Кеслер беше постигнат на крајот на 2017 година. Владата исто така и даде дозвола на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони да го раскине договорот со фармацевската компанија Саген. Се означи и стартот на изградбата на објектот со свечено засадување на 300 години старо маслиново дрво. Дрвото остана, но договорот се раскина поради неисполнети услови на инвеститорот за закуп. Дополнително во матичната земја Албанија, еден од собствениците на компанијата се гони за криминални активности. На стартот на мандатот на владата на СРСМ во 2017-та, премиерот и министрите во повеќе наврати се пофалија со странски инвестиции кои ги донела претходната владеачка гарнитура. Многу инвестиции кои се најавуваа останаа само на најави, како тие дека IKEA ќе влезе во земјава и дека ќе инвестираат гиганти како Volkswagen, Google, Facebook. ЗАЕФ најави 3 милиарди странски инвестиции. Сепак официјалните бројки покажуваат дека во првата половина од годинава вкупните директни инвестиции во земјава изнесуваа 122 милиони евра. Народната банка во април, мај и јуни регистрирала одлив од над 9 милиони евра.